Можеме сите? Океј. Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Изјавите и коментарите од партиите од власта, кои ги слушавме и прочитавме изминативе десетина дена, а се поврзани со предлог законот за изменување и дополнување на законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и членовите на нивните семејства по скратена постапка, се пораз за демократијата, демант на сите изјави на истите тие политичари кои велеа дека се свесни за значењето на соживотот, меѓуетничките односи, но и најголем доказ дека некои политичари не ја сватиле суштината на интеграцијата во Европската Унија и не ја сватиле својата улога во нашето општество. Предлог законот има една единствена цел, а тоа е да се допрецизира право кое е веќе утврдено во законите и да се предвидат одредби кои ќе значат правилен и правичен надоместок за жртвите и настанатите последици. Но наместо тоа, имаме дебата, наместо дискусија за подобрување на текстот на законот. Изјавите се сведоа под секоја ниво. И за жал, партиите на власт, наместо да покажат државнички капацитет, покажаа незрело однесување. Почитувани колеги пратеници од власта, овој предлог закон не е ниту провокација, ниту обид за дестабилизација. Овој предлог закон е одговор на барањето за правда и правичност и тоа се мотивите заради кои е поднесен. И овој закон не се однесува само на припадниците на безбедносните сили кои учествувале во воениот конфликт во 2001, туку и на оние кои загинале, извршувајќи ги задачите во интерес и заштита на сите граѓани на Република Северна Македонија. Ако денес мене, како предлагач, ме обвинувате за дестабилизација и скриени намери, тогаш значи ли тоа дека и во ноември 2023 година, кога ДПМН поднесе сличен ваков закон, тоа беше провокација? Дали поднесувањето тогаш беше предизборен маркетинг и злоупотреба на ова прашање за предизборни цели? Затоа што јавноста има право да ја знае вистината, ќе соопштам дека всушност предлог законот, кој тогаш беше поднесен како иницијатива од достоинство, беше подготвен во мојот кабинет, како министерка за одбрана, во координација со Стојанче Ангелов. Но заради неговата одлука да направи предизборна коалиција со ВМРО ДПМН, тој предлог законот го поднесе како сопствена иницијатива, а не како предлог на владата. Но и тој предлог закон СДСМ тогаш го поддржа. Наместо од ДПМН да уценуваат со писма кои постапката ја враќаат чекор назад, нека го задолжат председателот на Собранието да го примени деловникот. Исто онака како што тоа го направи за кредитот од Унгарија. И согласно член 126 став 3, нека ја закаже седницата на Комисијата за труд. Воспротивно, изјавите на првиот вице-премиер Меджити дека ставот на владината коалиција е дека овој закон нема да се донесе, ќе биде потврда дека ДПМН во Собранието се само бројка и дека немаат политички капацитет да ги исполнат своите ветувања. Колеги од власта, ви изгореа сите лаги. Лицемерието и немањето капацитет да обезбедите услови овој закон да биде донесен излегоа на виделина. Благодарам.